Почитувани граѓани, со неразумното одбивање да ги потпише законите од сферата на социјалната политика, кои што се изгласани во собранието, послушникот на Груевски и Мицкоски, Ѓорѓе Иванов, дополнително ја влошува и онака незавидната ситуација на сите социјално загрозени граѓани во нашата држава. Веднаш по 5 мај, новиот председател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, ќе ги потпише новите закони, ќе покаже како се бранат и застапуваат интересите на граѓаните. Со тоа, социјалната помош за секое 4 члено семејство, наместо досегашните 3090 денари, ќе изнесува 11770 денари. Исто така, со новата законска регулатива расте бројот на корисници на детски додаток. Ако досега ова право го остваруваат 3600 деца, сега детски надоместок секој месец ќе добиваат 63800 деца. Во рамките на социјалните политики, од сега државата ќе обезбедува образовен додаток за вкупно 73600 деца, за разлика од досега, кога тоа право го остварува само 3800 деца. Со новиот пакет социјални политики, владата ја воведува државната социјална пензија. На тој начин, сите оние лица кои што наполниле 65 години старост, а немаат стаж и никој не прашува од што и како живеат, после 5 мај ќе добиваат државна социјална пензија во висина од 40% од просечната пензија во државата. За спроведување на овие мерки, за обезбедување социјална стабилност и сигурност на своите граѓани, владата од државниот буџет издвои 35 милиони евра. Веднаш после 5 мај, овие пари ќе стигнат на сметките на сите граѓани од социјално ранливите категории. Оваа влада води сметка за сиромашните и немојхните граѓани, и тоа не е политичка реторика, туку реалност. Со победата во првиот изборен круг, граѓаните навестија дека Стево Пендаровски ќе биде новиот председател на Република Северна Македонија. Не постои никаква дилема дека на 5 мај победата ќе биде уште поубедлива, бидејќи граѓаните покажаа дека сакаат подобар живот, дека сакаат да одиме заедно, напред, во прогрес и интеграција во ЕУ и НАТО. Стево Пендаровски ќе биде новиот председател на нашата држава. Председател кој ќе обединува и кој со потпишувањето на изгласаните социјални закони, уште на самиот почеток на неговиот мандат, ќе покаже дека ќе работи во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. Ви благодарам.